Една седмица по стартот на подготовките на ГФК Осогово на страната на порталот на клубот се пласираат информации за нови засилувања кои се ангажираат во зимскиот преоден период. Во меѓувреме е закажана и првата контролна средба против плачковица на стадионот Никола Мантов. При тоа поголем дел од навивачите, особено тие што не користат интернет, немаат информации како протекле првите денови од подготовките, кои фудбалери се заминале од клубот и со каков тим ќе излезе Осогово на плачковица од Радовиш. Обидот на телевизија Кочани и при реализацијата на снимките од вчерашниот тренинг да добие изјава од тренерите за подобро информирање на спортската јавност останаа неуспешни, бидејќи некој веројатно смета дека тоа не е потребно. Инаку враќањето во клубот на Цветанов и Коцев како да е најава за промена на курсот на актуелното раководство, кое лани лесно се откажа од услугите на искусните фудбалери, па по критиките во јавноста за ангажирање на непроверени млади фудбалери од Прилепско и пошироко, сега на патот кон целта стратегијата се гради на вредностите на Аксентиев и другите проверени имиња. Во отсуство на официјална информација, телевизија Кочани дознава дека од клубот си заминал еден од најдобрите фудбалери во одбраната Христијан Митревски.